Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија денеска во Брисел заедно со еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан организираа работен појадок со шефот на македонската дипломатија Никола Поповски, на кого му ги пренесоа импресиите од успешно организираните и спроведените фери избори во Македонија. Поповски ги информираше своите колеги од Унијата за изборниот ден, при што од нив е посочено дека наскоро се очекува и формирање на стабилна влада на победниците. На овој состанок на кој домаќини беа министрите од Австрија Себастијан Курц, од Словенија Карл Ерјавец и од Унгарија Петер Сијарто. Според шефот на македонската дипломатија било нотирано дека огромната излезност и начинот на кој беа организирани изборите било констатирано како исклучително успешно. Тоа е добар аргумент за Република Македонија да може повторно да се врати на клучните приоритети за граѓаните, а тоа е економски развој, европски интеграцијски процеси и реформи. Во овој контекст мислам дека постои големо ниво на свесност кај поголем број на земји членки дека оставањето на ситуација која обстојува од 2009 година, а тоа е непочнување на преговори за членство и покрај препораките на Европската комисија, носи определена цена и веројатно во услови во кои многу од тие предуслови што претходно беа поставени, вклучително и успешното спроведување на изборите, мора да резултира со поместување на тој процес, вели Поповски. Австрискиот и унгарскиот министер за надворешни работи Курц и Сијарто потенцираа дека Европската Унија е задоволна од фери демократските избори во Македонија и дека очекуваат наскоро избор на стабилна влада од страна на победниците во македонскиот и албанскиот табор. Многу сум среќен дека по еден многу тежок временски период Македонија сакаше да организира фери избори. Сега мислам дека е потребно да се направи обид да се формира стабилна влада што е можно поскоро, изјави Курц. Честитајќи и на Македонија на успешниот изборен ден со организирање на фери демократски избори, Сијарто посочи дека Македонија го положила тестот на демократија на кој била ставена од страна на Европската Унија. Сакаме да им честитаме на нашите македонски пријатели бидејќи изборите беа одржани на слободен и фер начин. Мислам дека нема никој што би можел да покрене било каква загриженост за тоа, ако се земат предвид критиките од Европската Унија и другите западни сојузници против Македонија од претходно. Последните очекувања беа дека треба да има слободни и фер избори, како крај на процесот што го гледавме изминатите месеци и години. Сега е тоа овозможено и одржани се слободни и фер избори без жалби, за што честитаме, истакна Сијарто. Првиот човек на унгарската дипломатија им ја честита победата на ВМРО-ДПМН и ИДУИ и порача дека се очекува оваа владина коалиција со истите партнери во овие две партии да продолжи да функционира и во следните 4 години. Се надеваме дека земјата ќе се задржи на патот кон европската и евроатланската интеграција, што беше апсолутно камен темелник на политиката на досегашната влада, која сега победи на 5 парламентарни избори поред, додаде Сијарто.